Штом ќе започнат летните горештини, како по правило се разгорува и дивата депонија меѓу Шуто, Оризари и Визбегово. Истото сценарио се повторува од сезона во сезона. Скопјани изминативе 2 дена повторно дишат изгорени гуми, пластика и други тони отровен отпад кој согорува. Самото место е преплавено со смет од сите страни, што им оневозможува и на пожарникарите соодветно да си ја вршат работата. Оние кои живеат и работат во околината се сомневаат дека на депонијата се подметнуваат пожарите. Военно стравуваат дека еден ден пламените јазици ќе стигнат до нивните објекти. Ова место е едно од црните точки во Скопје. Оние кои што живеат и работат во околината велат дека се пали по 5-6 пати преку лето, а се пали секоја година. Депониите се вистински кошмар за гаснење, вели првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, кој смета дека за честите пожари на ова место стои човечки фактор. Тој вели дека врз ваквите диви депонии тешко се воспоставува контрола и се гордлив проблем за службите. Повеќе од сигурно можам да кажам дека таа е намерно запалена, бидејќи можноста само од себе да се пали е навистина мала. Доволно е еден мал потик, би рекол една искра за истото да биде запалена. Веќе знаеме дека гасењето на депонии за нас е навистина ноќна мора, бидејќи сите депонии тешко се гасат. Внатре имаме разни материјали кои што создаваат висока температура, гасови во зависност од типот на депонијата, така што навистина тешко се гасат. Апелирам до граѓаните да го пријават секое сомнително поведение кој што ќе го забележат околу депониите. Ја чистиме депонијата, до следното лето сликата е повторно иста и повторно гори, вели градоначалникот на Шуто, Оризари Курто Дудуш. Тој посочува дека веќе е распишан тендер за расчистување на ваквите места, но и дека во соработка со град Скопје веќе се крои план за трајно решение за местото на кое децении наназад сите незаконски го испрлаат она што веќе не им треба. Местото децении наназад е препознатливо во цело Скопје и околината како место каде што сите доаѓаат и одлагаат отпад. Се користи одлагањето, обично го прават во вечерните часови, кога има помалку инспекција на терен, кога знаат они времења, пошто веќе се уходани со години, знаат кога таму нема инспекции и носат и одлагаат отпад. Тоа се толку добро организирани групи кои имаат дури возила кои ги пратат нашите екипи кога не се таму, за да може да однесат и да одлагаат отпад. Дива депонија гори и во околината на Велес, која се проширила и на околната Сува Трева. Противпожарни екипи од утринава постапуваат и таму.